Илинден е символ на непокорот, символ на жртвата и преданоста на цела една генерација наши предци, кои што се жртвувале себе си за да денес ние живееме слободно во нашата Македонија. Овие пораки денеска беа испратени од Крушево, каде пред насобраниот народ на Мечкин камен се обрати премиерот Емил Димитриев. Димитриев повика на обединетост на сите кои живеат во државава: македонци, албанци, турци, роми, срби, бошњаци и други. Сите заедно и искрено да се обединат кога станува збор за државните и националните интереси. Повикувам на конструктивност на секој фактор и ја осудувам деструктивноста која некој сака да ја наметне како систем на делување. Ние сите треба да градиме, да создаваме дела и вредности, а поривот за рушење и критика на се треба да потонат и енергијата да ја фокусираме на спроведување на реални проекти кои го подобруваат секојдневието на граѓаните. Оваа политичка криза не му одговара на никој што и сака добро на државата и истата создава одредена несигурност кај граѓаните која се рефлектира на секојдневното живење, така и во стопанството. Политичката криза не може и не смее да биде период кој што ќе трае во недоглед и кој ќе нанесува штетни последици на државата, како дома, така и во странство. Според Димитриев, воровен приоритет на Македонија и понатаму бил влезот во Европската унија и НАТО, а бил убеден дека оваа, како што кажа, наметната политичка криза единствено можела да се реши само на избори, каде народот ќе одлучил кој сака да ја води Македонија. Тие пак, како влада, ќе направеле се за да се одржат максимално фер и демократски избори според сите меѓународни стандарди. Таквиот излез од наметнатата политичка криза е единствено возможен со одржување на избори на кои граѓаните на Република Македонија ќе донесат одлука која секој политичар и секоја политичка партија мора да ја почитува, бидејќи тоа е вредноста на демократијата, бидејќи така е секаде во светот и така мора да биде и тука. Волјата на народот е најсилна и секој политичар мора истата да ја почитува. Народот никогаш не греши и секогаш е во право. Ова го велам затоа што нашите граѓани сакаат од политичарите да видат проекти и дела, да видат доследност, но и работливост за подобрување на состојбите во секоја област и во секој регион. Само така се добива довербата од нашите граѓани, кои секога знаат добро да проценат и лично да одлучат на кого ќе ја дадат довербата и поддршката. Нашиот народ многу пати досега ја покажал својата мудрост и својата свесност и затоа не се сомневам и дека при излезот од политичката криза нема да биде така. Нашиот народ, граѓаните на оваа држава, се тие кои одлучуваат за Македонија. Никој не смее да ја негира волјата на македонските граѓани, бидејќи Македонија е на сите, бидејќи Македонија е нашата татковина и татковина на нашите поколенија. Димитриев рече и тоа дека тие како влада ќе продолжиле да работат на нивниот основен приоритет – економијата, а доказ за тоа било намалувањето на невработеноста на 24,5% и отворените илјадници работни места во новите индустријски зони. На Мечкин камен денеска имаше илјадници граѓани кои што дојдоа да присуствуваат на оваа свеченост од цела Македонија. Ние Македонското патриотско здружение Тодор Александров со голема почит и воскит кон сите македонски дејци револуционери кои го дадоа свој живот за македонската кауза во Илинденската епопеја и сите они борци за независна Македонија. Со посебна гордост учествувавме во Илинденскиот марш. Ова е трета година соред каде што присуствуваме на Мечкин камен со логорување и сме дел од целата манифестација на Илинденски марш. 14-та година традиционално Илинденскиот марш Христо Узунов од Охрид го изведува маршот од Охрид до Крушево, кој трае 3 дена. На 31 пристигнавме во Крушево. Вчера учествувавме во дефилето за денес гордо да положиме цвеќе пред споменикот Мечкин камен. Од Австралија сме заедно дојдени. Ова ми е може 6-7 пати и доаѓам тука повеќе пати. И мило ми е што се наоѓам меѓу нашите сите овдека Македонија. Но имаше дојдено македонци тука дури и од Пиринска Македонија, од соседна Бугарија, специјално за празникот. За нас е чест да чуеме нашиот говор тука. Да чуеме песните наши. Ние со това живееме там. Там не ни дават да говорим слободно дека сме македонци. Не ни дават да се покажем така јавно.
просто се чувстваме свободни тук. Кај нас нема многу слобода за македонците. Зошто? Зашто официјална политика, бугарска политика, не променета од 18 век. Не променета спрема македонците. Това подробство, окупација. Това е. Не ви даваат слободно да се изјасните како македонци? Не, те прават или на лут, или те икономическите турмозат. Сега политически не ни бият, но икономически не дискриминират. Според историчарите, Илинден е патоказот на сите минати, сегашни и идни генерации, каде и како треба да се движи нашата држава. Илинден како национален празник представува празник ориентири патоказ, пошто генерации македонци го трасирале патот на нашата државност. Не случајно имаме прв, втор и трети Илинден, кој што ја карактеризира македонската историја, македонската посебност, македонскиот идентитет. Карактеристично е што во тие три Илиндени можат да се препознаат една плејада македонски семејства, фамилии кои што нивните предци, нивните потомци активно биле вклучени во Илинден. Ја пренесувале идејата од генерација на генерација, која што во секој нареден Илинден ја надоградувале и кулминирала со формирањето на денешна Република Македонија како демократска држава со целосен капацитет да успеа да обезбеди прогрес на нејзиното население. Чествувањето заврши со апелот дека Македонија заслужува просперитет и развој и дека ние тоа им го должиме на нашите идни генерации.